Не се добри прогнозите на лекарите за периодот што следува. Мешањето на сезонските респираторни болести со коронавирусот може да предизвика сериозни проблеми во функционирањето на здравствените установи во југоисточниот регион. Лошо е во моментот тоа што вирусот покажува веќе една поголема агресивност, што значи он помина низ една здрава популација која што беше имуна, значи здрави деца, здрави мажи, и сега во самоодбрана вирусот почна да ни ојачува. Така да сите сега кои ни се пациенти во последната недела доаѓаат со прилично сериозни симптоми. Веќе имаме со сериозни симптоми кои се развиваат во рок од 1 до 2 дена и тие луѓе мораат да бидат згришени и тоа е рековме резултат на тоа што вирусот сега си ја прави својата работа. Значи, он се брани од луѓето и се едноставно се билда. Ја билда силата и затоа е поагресивен. И зимата ќе биде уште полоша. Значи, кога ќе се помешаат и сезонскиот грип, коронавирусот и другите вируси кои ни се јавуваат во есенската сезона, очекуваме дека ќе имаме заболени со уште по-сериозни симптоми. Така да ние сме подготвени да го пречекаме тој бран. Меѓутоа мора и луѓето, значи граѓанството да ни помогне во тој дел. Значи сега дури у видео поголем дел од граѓаните кои не веруваа, значи голем дел од тие граѓани не веруваа и самите признаат дека не веруваат во вирусот, меѓутоа кога самите заболеа, некои од нив, веќе се менува таа слика. Во моментов капацитетите на инфективните одделенија во Струмица и Гевгелија се речиси полни, што е аларм за населението да ги почитува мерките и препораките на здравствените власти. Периодот на инкубацијата заврши и сите тие што се враќаат од одмор, тие собиранки што беа по журки, по представи, по концерти, по не знам што, сега веќе ни се удира од глава. Значи помина период на инкубација и се јавуваат сега се повеќе заболени, особено кај младата возрастна популација. Што се однесува до повозрастните, веројатно кај нив вирусот е импортиран од надвор. Младите кои го се носители на вирусот, кои засега не покажуваат симптоми, иако тие се веќе ретки случаи, го однесуваат дома кај повозрастните и сега и тие ни боледуваат. Значи се тоа што беше предвидено, што се кажуваше, почнува да се устварува и ќе се устварува и понатаму. Значи тука едноставно не е некоја посебна математика или некоја посебна наука, со една едноставна анализа на карактеристиките на вирусот и анализа, односно познавање на сопствениот народ, на граѓанството, нели и нивните навики, многу лесно е да се предвиди што ќе ни се случува. Значи сега во моментот ни страдаат младите. Нагло покачување на бројот на заболени има и во Струмица и во Гевгелија, а причина според лекарите е целосната опуштеност и непочитувањето на мерките. Во Струмица речиси секој ден има десетина новозаболени, а во двата града расте бројот на инфицирани од младата популација. Струмичката општа болница најави дека ќе го повлече инфектологот што беше позајмен во општата болница во Штип, а ќе се бара и специјалисти од околните градови за периодот што следува.